Добро утро, почитувани гледачи. Во редовниот термин почнува ново издание на емисијата Фактор здравје, а во него утрово зборуваме за болка во колкот, што представува причините, симптомите, начинот на манифестирање, можните решенија кои што ги имаме на располагање, третманот и се разбира како да превенираме. На оваа тема утрово разговараме со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар од Центарот за специјалистичката ординација за физикална терапија Матар Медика. Добро утро, доктор Лела, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и ви благодарам на поканата. Да. Една тема која што веројатно ќе побуди интерес кај голем дел од популацијата, бидејќи е чест проблем, предпоставувам, кој што го гледате и секојдневно во праксата и во ординација, но за почеток, во овој зимски период, што дополнително влошува во поглед на болката? Коленото, рамото, грбот, вратот, дали повеќе се жалат во овој период пациентите на тоа и зошто е тоа така? Така, баш така. Ова е период, особено ладното, ниските температури, но исто така и промените во температурата и во притисокот на дваришниот влијаат, затоа што и во зглобовите наши има така наречени барорецептори кои што реагираат на промените на надваришниот притисок и токму поради тоа во овој период нашите амбуланти се преполни, болката во зглобовите се зголемува и е понагласена од обично, за разлика во споредба со потоплиот дел од годината. И особено кога станува збор за артрозата, трошење на раскавицата и дегенеративните. Дегенеративни кога зборуваме се мисли на заболувања пратени со возраста, со нормалниот процес на старење. Тоа значи кога зборуваме некој дегенеративен процес што се случува во зглобовите и токму поради тоа овие дегенеративни заболувања се многу почести, многу понагласени, многу поизразени во овој период на ладното време. Така, многу често, да, можеме и да слушнеме, се фатив во кичмата, ме боли кичмата, не можам да станам од кревет, ми треба време додека Така, тоа се баш така болка која што ја ограничува мобилноста, подвижноста на пациентот, болка која што е тиштечка, тапа, која што прави проблеми и во целосното функционирање секојдневно. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот, а ги очекуваме, се разбира, и гледачите да се вклучат со своји прашања за оној проблем кој што го имате, а сакате да добиете совет и препорака. Со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар од специјалистичката ординација за физикална терапија Матар Медика, зборуваме за болката во колкот, која некогаш може да биде симптоми на некој друг посериозен проблем и токму затоа не смееме да ја игнорираме. Доктор Лела, имаме гледач на линија, ајде да не се исклучи и да не чека многу, да му дадеме предност, па ние ќе ја почнеме темата. Добро утро, повелете. Само момент да го намалам телевизор. Ете така, може, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро до сите во студиото. Да, ви благодариме. Сакам да ја прашам нешто докторката. Докторке, оперирана сум помеѓу колкот и коленото, на средина тука некаде на ногата, ке мускулот. Во Скопје во 8 септември ме оперира, ама никој не ми кажа ми ставија штрафови. Никој не ми кажа дека штрафовите треба да бидат отстранити за одредено време. Така. Колкаво е тоа одредено време? Да. Отекај мене ви се изгледа некако почнав да чувствувам сега болка и ставам и некоја жестина на местото. Кога беше интервенцијата? Молим? Кога беше интервенцијата? Во декември пред 2 години. Така. Добро. Така. Во ред, ви благодариме. Еве сега ќе чуете што ќе ви препорача доктор Лела. Ќе одговорам на прашањето пред да кажеме. Ова е нешто што треба веднаш да се јави на лекар, особено затоа што каже одредени симптоми во смисол на жештина и слично, затоа што треба да се направи контрола. Скоро 2 години е поминато, како што разбрав од интервенцијата. Постојат одредени состојби кога треба да се вадат штрафовите, а одредени кога не треба. Како се поставени, кој тип на интервенција, кој тип на фрактура, на скршеница било, тоа се зависи од кој ќе се земе целосна анамнеза на пациентот и која ќе се прегледа. Така да прво да се јави кај ординирачкиот оној што
операторот што ја извршил интервенцијата, за да може да се види дали е за вадење или не е штрафот, треба само да се прави редовна физикална, редовни вежби и слично. Да, а и овие симптоми кои што сега ги опиша, така добро е да ги знае лекарот, така за да знае што. И треба што побрзо да се дали се остави вака кога има веќе некоја промена која што не била присутна последниве 2 години, значи дека нешто треба да се интервенира. Да. А ова значи не е скршен колкот, туку е бутната коска. Да, како бутната што коска, објасни. затоа сега тука треба да се земе целосно податоци, дали имало каков бил типот на скршеница, зошто е ставено, колку штраф и каде е плочка, дали има и што има. Сето тоа зависи од типот на интервенција, а типот на интервенција па зависи од типот на фрактурата што бил. Така да тоа се некои промени и потоа од сето тоа па зависи како ќе тече физикалната терапија понатаму. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, поздрав до студиото, до докторката и до водителката. Ви благодариме. Јас имам ломбоишиалгија и спондилоза и остеопороза. Така. Ама сега пред 10 дена многу ме болеше колку, дури во ципите. Така. И бев на лекар, ми дадоја некоја Дороцеја, Фортесан, неурозипан и да ги пијам овие ибупрофен за болки. Така. Ама ги испив јас ништо, многу малце ми попушти ногата, повеќе ме боли во одењето. Така. Не ме има пратено да се снимам треба на нешто да се снимам или што треба. Некој нерв изгледа има и тој многу ми представува болка и при одење, најмногу при одење не можам да одам. Да. А сум 66 години. Да. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Така, ќе пробаме да одговориме, значи спрема симптомите кои што ги кажува пациентката, значи најверојатно почнал процесот на артроза да се развива и тоа во глобот на колкот, иако нели има и други проблеми кои што ги наброја, има и шиалгични болки, болки во кичмата и слично. Болката во колкот почнува да се развива самата артроза, која што и најчесто е присутна, таа е поврзана со она што го кажавме на почетокот, дегенеративно заболување кое оди со возраста, со старењето. Кај пациентите над 80 години, дури до 80% има ризик да се појави коксартроза, се вика артрозата или трошење на рскавицата во колкот. И симптомите одат баш како што ги набројам ни пациентката, значи болка во ципата или во препоната, болка која што обично се зголемува со движење, значи се намалува кога ќе се седне, кога ќе го растерети колкот човекот. Понатаму болка која што може и да се шири према бутот, затоа што пациентката каже дека има и болки во другиот дел, значи и од половината. Често пати симптомите може да се препокриваат, може и да се измешаат, затоа е потребно добра дистинкција да се направи од каде е потеклото на болката, дали е навистина од колкот или доаѓа од половината, па подолж на нервот. Тоа би се дознало со некое снимање? Да, тоа е веќе во диагностичкиот дел, од она што значи честотата на симптомите, колку често се јавуваат кај нашиве пациенти што се над, да речеме, одредена возраст, повозрастни над 60 на години, шансата сите ние да добиеме артроза е многу голема. Иначе самиот процес на артроза можем да кажем започнува над 40-тите години. Тоа се во помал степен и што е сршта на медицината тука? Секогаш да се направи превенција добра, да се стопира развитокот на артрозата, значи пациентката каже 60 и нешто години. Значи доколку е можно тука да го процесот стопираме, да го успориме, никој не можеме да го заштитиме процесот на старење и да ја вратиме, тоа не е реверзибилен процес на артроза. Се трошат рскавиците кај сите нас над 40 години. Меѓутоа степенот тој поминува низ едно 4 фази, кои што се тие медицински фази. Да не се поминува толку брзо низ тие фази, така? Зависно, брзината пак зависи од возраста,
од генетската предиспозиција, на некои работи ние не можеме да влијаеме, тоа се тие некои пол, возраст, генетска предиспозиција, тука не можеме да влијаеме, но можеме да влијаеме на начинот на живот, на стилот, на нашите на оптоварувањето, на вежбите, на телесната тежина, на се што правиме, другите навики животни можеме да влијаеме и да го успориме овој процес, да го застанеме во некој од фазите, да не дојде до последната фаза во која што и лекувањето е потешко. Така да, гледачката прима терапија, но сепак треба да се направи одредено друго дополнително исследување. Најчесто се работи во случајов по она што можам само од телефонот, нели, на телефон да кажам, е дека се работи за артроза, коксартроза која што почнала да се развива и може да се стопира, да се успори, да се превенира развиток со физикални терапии, со добар водење третман, со еден убав пристап. Така, што ми ја спомна болката или проблемот во препоните, така. Тоа значи веќе во многу голем процент дека станува збор за болката, односно проблемот со колкот, да, не дека имитира некоја друга. Така, баш така. Во суштина болката во колкот, тоа е една тапа болка која што се развива полека, значи наглите болки не се од типот на артроза. Тие не настануваат брзо и моментално. Тоа се други типови. Интересно е кај болката во колкот што може да не биде само од зглобот на колкот. Зглобот на колкот се две структури и капсулата која го штити, но може да биде од околните структури на колкот и таа болка во колкот најчесто се јавува кај помладите. Значи не се ни они лишени од болка во колкот. Значи тука се спортски повреди, повреди на мускулно-тетивниот дел, тетиви, лигаменти, мускули, се тоа структури кои што се наоѓаат околу, локацијски блиску до колкот и кои што можат да настанат повреди, промени на структурите нивни, ќе дадат болка во колкот. Но таа болка се манифестира поинаку за разлика од болка во колкот кај артрозата, кај овие дегенеративни промени. Така да сите тие промени треба да ги направиме разлика како се јавуваат. Болката во препонот, како што ја кажа пациентката, болка во ципата, болка во внатрешниот дел на бутината, болка во коленото што се шири, е се поврзано со коксартрозата. Додека постојат други промени како болка надворешниот дел на колкот, болка во глутеалниот седалниот дел, тие се други типови на болка што може да бидат и од колкот, ама може да е причината некоја друга. Меѓутоа може да бидат и други промени структурни и не се помалку чести во нашите амбуланти. Значи често пати ќе дојде мене боли колкот, а навистина при добар преглед ќе се види дека е во суштина болка од половината подолжна нервот, па тука има мешиалгична болка и слично. Така да тоа треба една добра диференцијација за што се работи, но во суштина кај нашиот дел, најголем дел на пациентите кои што се, да речам, и заинтересирани и нашите гледачи сега што не гледат и често присутни, тоа е коксартрозата. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро и за вас. Добро утро, Биле. Ве слушаме, повелете. Голем поздрав, Биле, до вас највеќе, до докторката, прекрасна докторка. Сите работи што ме интересират, мислим, секоја чест сите доктори, многу убаво кажуваат, толку има некоја полка. Јас те кажам, Биле, 75 години, ја патим уште од 65 години и на работа идеше и осеќаше болка и во половина, и во колената, и во се. Ама не ли гураше некако, викам, ајде, ќе помине. Те со лекови тамо овамо, тие каишите ги носеше, ама после короната, мислим, по операција, сега, например, кад легам, не ме болат колената и колкот, али кад се движим, например, и осетим како ме штрекне или у коленото, или у кичмата, и сакам да ја прашам докторката, пием лекови на контрола, се тоа, дали домашните вежби помагаат? Еве дома некој пут вежбам и после ми е полесно кога сама си вежбаме, те одим по куќа на тамо на овамо и ми е полесно. Дали помага тоа домашното, мислим, вежбање? Голем поздрав и се наубаво. Ви благодариме за јавувањето. Благодарам на гледачката наша затоа што она што го кажа е фактички клучно и најбитниот момент што би сакала сите наши гледачи да го запомнат од нашава емисија, од денешнава тема е вежбите за колкот, затоа што само луѓе кои што вежбаат, како што кажа, моментот кога ќе извежбаат, го чувствуваат бенефитот и олеснувањето,
Токму тоа, самата болка е наш пријател. Кога ќе се чувствувате дека има болка, кога ќе чувствуваат дека има оптеретување, треба да се растерети во моментот. Значи, почести паузи. Јас никогаш не викам на моите пациенти да не работат ништо и цел ден да лежат. Апсолутно никако. Мора да поработува, мора да си се движи во домот, мора да си направи кога е убаво времето, се треба да се направи. Но обавезно што треба да се направат се вежбите. Особено наутро, уште во кревет, додека тоа се одлични вежби кои што се зборувам за повозрасната популација, а исто така и за младите. Утринското вежбање не може со ништо да го замени, затоа што се подобрува подвижноста, се подобрува подмачкувањето на зглобовите, полесно ќе функционираат во денот и апсолутно ја охрабрувам пациентката и секојдневно ако може да ги врши дури и наутро и навечер, ќе има голем бенефит. Така, самата кажа дека го чувствува подобрувањето и улеснувањето. Какви вежби, доктор Лела? Еве, барем некои најосновни, да ни дадете предлог. Да, значи вежбите се многу едноставни и вежбите ги обично ги делиме во неколку делови во смисол на едни се за подвижност на зглобот, значи едно е да добиеме подвижност во зглобот, да се едноставно нели, баш се тоа некои она што кажувам, стално го кажувам на моите пациенти, утринска гимнастика од училиште што сме учеле некогаш и она што не се тоа некоја кој знае колку комплицирана техника на вежби, него тоа се основни вежби за подвижноста. Потоа има вежби кои што се за мускулната сила, затоа што мускулатурата со текот на возраста слабеат и лигаментите и тетивите стануваат по крхи, поинакви во структурата, не се толку еластични и нормално дека се јавува една вкочанетост утринска. Една вкочанетост и тешкоти, и затоа првите чекори се многу тешки и многу се болни. Никогаш и од долготрајно седење, па ќе почувствувате кога станувате дека тука нешто малку ве наболнува. После по долготрајно седење сте биле на гости, сте седеле 2 часа, првично мора малку пред кога ќе се стане да се мора човек да се раздвижи за да може да ги прави првите чекори. И значи она што се за мускулна сила, секогаш ги охрабрувам или ако е за горниот дел да земат во раката 2 водички со пола литро или текчиња мали, има и текчиња за на нозете што се врзуваат за да може со една мала тежина да вежбаат, луѓе што се спремни и што нели полека почнале да вежбаат. Затоа што јас имам една анегдота стално со една моја пријателка пред години, нутриционист, кога рече како да ги одвикнеме, еве да речеме некој човек што јадел редовно паштета. И како јас да му речем од утре да не јаде паштета? Многу е тешко кон секој втор ден јадел паштета. И јас си го правам, викам како тогаш што правиме? Па правиме, вика, ќе му накажеме како сам да си направи дома домашна паштета, која што барем ќе почнеме полека да влијаеме и полека на начинот на промена на навиките. И јас си направив паралела. Јас не можам на некој што 50-60 години не вежбал да му речам од утре почнуваш да вежбаш. Но можеме да направиме заеднички план и програм. И постепено да се почне полека. Ајде да почнеме полека, затоа што он со 2 вежби прво ќе ја види разликата. А не па со 10 кога ќе продолжи, кога ќе продолжи, кога ќе го види бенефитот и кога ќе види резултатот колку полесно ќе се чувствува кога ќе извежба. Така да тоа се тие вежби на она што го кажавме на подвижност, на мускулна сила и вежби за баланс и координација. Па доволно е само малку за почеток да се стои на една нога. Значи, еден малку, неколку секунди да се брои, дека се придржува пациентот за почеток, зависно од возраста, секој имаме различно. Меѓутоа, тоа се одредени лесни вежби за баланс и координација, кои што прават ја подобруваат цвртината на телото, го подобруваат движењето во зглобот. Во суштина, зглобот на колкото е длабок и е многу стабилен, ни ја дава целата стабилност на нашето тело и го носи нашето тело. Единствен зглоб што го спојува горниот со долниот дел од телото. И да речеме ја носи нашата тежина. Основно и кај првата гледачка што се јави оперираната и слично, основна е регулација на телесна тежина кај оперираните особено. Меѓутоа и луѓето кои што не се оперирани, често пати болката во колкот се јавува и заради оптеретување, затоа што овој зглоб централен носи голем терет заради промена во тежината. И таа зголемена телесна тежина оптеретува на зглобот и прави дополнително болка. Така да регулација на телесната тежина е многу битен момент во превенција и во успорување на артрозата.
а тоа се прави со една подвижност, значи пациентите меѓу другите вежби мора да вклучат и лесно движење. Мора да биде тоа денски денеска. Значи, мојата баба одеше прво по млеко, па ќе се врати, па ќе отиде по лепко. Така Неколку сето пати тоа до продавница. Да, за да го да биде раздвижена, во движење постојано. Да, тоа да биде вклучено во секојдневието. Тоа се мали, но битни работи. Да. Внимателно да го прават тоа и да не се плашат, бидејќи повозрастните најмногу се плашат, односно и најголемиот ризик кај нив е од скршеници на колкот, ама треба да биде сега, заради тоа, уште еден внимателни. момент што ме потсетивте е носење на помагало. Нашето поднебје не го прифаќаат тоа помагало во Не смисла на сакаат. стапче, да, во Се смисла срамат од тоа. Да, се срамат од тоа. Јас ги охрабрувам затоа што тоа дава 30 до 40% поголема стабилност во одењето. Особено во движењето, особено во функционирањето секојдневно, и тоа не е малку на еден колк кој што е повозрасен, поизедена рескавицата, поистрошен, воопшто не е малку за подценување 30 до 40% олеснување на колкот и на движењето. Така да ги охрабрувам да, а со тоа и превенција на падови. Значи, одредени лизнување, дополнителна стабилност, дополнителен баланс дава помагалото. Така да тоа е нешто што навистина ги охрабрувам, навистина ги советувам моите пациенти. Така, само да успееме, нели, да го прифатат тоа и да го применуваат. Да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Се јавувам за колкот. Така, повелете. Се работи за левиот колк. Не ме боли. Проблем имам, сега да извините, само кога одам во вече, не можам понекогаш да станам од шолјата, ми се здрвува целата нога и не можам еден чекор да мрднам. Колку време ги имате овие симптоми? Па овие проблеми ги имам скоро едно, да не речам една година. Така, така. А ногата знае да трне, боли? Не. Само се здрвува и не можам ни чекор да мрднам. Така. И обично тогаш морам да клекнам, да седнам фактички на местото и после тоа многу тешко успеам да се кренам со помош на маж ми, ќерка ми, било кој. Да. А дали сте направиле преглед, дали сте биле на преглед, некое испитување да се направи снимање? Правено ми е сликање на колковите пред 4-5 години, наводно тогаш ми рече докторот, ортопедот, дека тогаш ме болеа колковите и ми рече дека не е тоа од колковите, дека е од кичмата. Така. Добро. И тогаш нема проблеми, меѓутоа сега проблемите сега веќе се појавија. Добро, еве ќе слушнете совети препорака веднаш. Само да ви кажам, сега имав операција. После операцијата се влоши работата. На што ви беше операцијата? На дебелото црево. Да. Се влошила заради лежењето и заради положбата, да речам, затоа што таа била друг вид интервенција и влошувањето сега настанува на мускулно-скелетниот систем после било каков вид на операција заради самото лежење и спореност, помалку движење, помалку мобилност. Во принцип, кај пациенткава би советувала она и зашто дојдовме, зашто ме прашавте диагностиката. Без разлика што пред 4-5 години кажа дека веќе ги снимале колковите, меѓутоа треба да се направи нова снимка, затоа што овие симптоми се развиле. А 4-5 години на одредена возраст се многу за да видиме што се случило. Веројатно, значи, кога постои некој вид на артроза што се развива, постои кај пациентката, нели само од она што го кажува како симптоми. И баш се тие исто еден дел таков здрвеност на ногата која што потешко станување и потешко особено останувањето од подолго седење или од седење и од кревет исто така станувањето е многу тешко. Така да дека постои процес некој што се развива, да. Веројатно има и претходно некои проблеми со кичмата, баш како што реков, не значи дека нели едното го исклучува другото, може да биде и заедно,
но секако на преглед мора да се јави пациентката, како број 1 мора. Кај физијатар обавезно да се јави, значи ќе направи физијатарот клинички преглед и ќе одреди кој вид на метода. Во овој случај, јас би направила обичен рентген на колкови, со кој што ќе добиеме увид до каде, кој процес, до каде и колку е стигната артрозата и понатаму да се почне со некој вид на терапија. Без разлика дали сме или не сме, значи ние сега тука не навлегуваме што други видови коморбидитети има пациентот, така да во смисол третманот тече секогаш прво да се намали болката, со каков и да е вид, дали ќе одиме со таблети, дали ќе одиме со ампуларна терапија, дали ќе одиме со акутно ладење па топлење или топло-паладни облоги. Значи, тоа се зависно од промените во моментот што ќе ни јави пациентот, затоа што кажувам стално не е топлото секогаш лек и не е ни ладното секогаш. Треба да се во почеток кога е многу воспалено се става ладна облога, но подоцна кога ќе се подсмири воспалението, зашто пациентката каже цела година има оваа мака, така да не секогаш треба да се внимава и предпазливо со тоа. И подоцна се преоѓа со, ако дозволува и ако смее, со апаратурни техники на физикалната терапија, која што ги има денеска многу и се модерни, и се многу поволни и многу убаво делуваат за да се смири уште таа болка и да пристапиме кон вежби. Значи, целата работа е еден процес на лекување кој што од смирување на болката полека до одржување на состојбата и подобрување на подвижноста. Секако мора нешто да се преземе за да не го нарушува вака секојдневието и рутините кои што секојдневно мора да ги прави. Функционира секојдневно како што кажа пациентката и е многу битен момент тоа што кај нас некако можеби и самиот систем, ама мораме сите да се трудиме дека одржувањето не треба да се остави физикалната сега па на 4 до 6 месеци или на 8 кога ќе стигнеме до термин или слично. Целата работа е да се обучи пациентот да го прави тоа дома и да го прави тоа секојдневно. Можеби тука малку западната медицина, сега тука е малку и здравствените системи се побогати и слично и нудат поинаку, тоа се е покриено со фондот, па во наредните 6 месеци го викаат пациентот 2 пати неделно. И тој постојано е во континуитет некаков на вежби, на без прекини, затоа го добиваме на еден надзор. Бенефитот. Да, и на некој начин не е само 10 дена ќе направам терапија и после тоа ништо до следните 6 месеци, меѓутоа целата работа во физикалната е да се обезболи, да се намали воспалението и да се обучи пациентот сам тие работи да ги прави дома во овие услови. Секојдневно, поредовно, за да може да се тоа да биде вака, да не доаѓа да до се надминат проблемите. Кога е навистина ограничувачки секојдневните активности. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Поздрав. Ви благодариме. И докторката. Јас имам проблем, е кичма, дали е колкот, значи ако седнам, кога треба да станам, мора да имам помош од некој. Значи стално ми треба помош. Ја сум таква што не мирувам. Одам секој ден, пазарувам, имам количка, ја таа ми е со нејзе се држам. Ако ќе дојдам до кај степеници, ја не можам да се качам. Али секогаш ми помагат помлади луѓе и ми ја дават раката и ја што ќе се качам, одам. Али одам со болки. Болки нарочито од колената надоле. Тоа ми е најтешко. Нарочито ноќно станување. Морам да го кажем ова, сега и сум со проблеми што 10 пати ноќу ме тера на мокрење. Тоа нешто е друго, али мене ми е тоа тежина. И сакам да ви кажам, докторка, дека кажуваат со години. И јас зато се јавувам. Јас остеопороза немам. Јас имам 82 години, сакам да живеам и убаво се понашам. И кој ќе ми речат години, мене ме тоа вреќа. Јас сакам исто да сум како да сум 60 години. Така продолжете така да се движите, само движењето го одржува човекот нели во кондиција. И во право е пациентката, не треба никогаш да се потцени, сите сакаме да имаме и убава старост и да биде колку може без болка и многу е битно она што го кажа пациентката, има многу убава волја за да го прави тоа, само треба некој добро да ја советува
и да ја што да прави, иако она кажа често се Дека движи се одлично, движи, дека да. се движи со количката. Можам да кажам само буткајте ја количката кога ги полните во пазар, не ги влечете заради други проблеми со вратот и слично. И многу убаво го објасни моментот на станувањето, ќе охрабрам да користи обавезно помагало некакво, било каков бастум, кој што во моментот може да ви олесни во станувањето секој пат. И обавезно, еве оваа пациентка е возрастна, меѓутоа со голема волја што може да си ги направи вежбите, не значи дека ако има 82 години не треба да прави. И физикалната терапија не опфаќа секогаш само вежби или само струи, него тоа е баш еден убав, да речам, цел програм кој што може на пациенткава да го понудиме и да ја кажеме што да прави понатаму, како да се однесува. Само да ја охрабрам дека одлично го прави тоа што го прави, а болките има начини. Значи, постојат и други, да речам, техники, тоа се вискосуплементација се вика, тоа се хиалуронска киселина која што се аплицира во колкот или во коленото. Не знам точно ке пациентката дали заработи за колк или за половина кичма, затоа што треба да се направи. Некогаш може симптоматологијата измешана да биде. И тоа и тоа да е, но постојат и други техники на обезболување, се ставаат, се аплицираат инекции во колкот, во коленото, за да се добие подобра подвижност, за да потоа полесно се вежба, полесно се другите техники пак за третман ги примениме. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. По рекламите да го заокружиме денешното издание на Фактор здравје, доктор Лила, само неколку минути ни остануваат до крајот. Може ли за крај, зошто не смееме да игнорираме болката во колкот, па дури и кога не е многу силна, интензивна или проторна? Така. Било која болка не треба да се игнорира, меѓутоа оваа болка во колкот, она што го кажавме, може да биде од колкот, но може и да биде од околни структури. Може да биде промена во коленото која подоцна ќе даде промена во колкот. И обратно. Процесот е како јајцето и кокошката. И може да биде од кичмата, од половината. Така да не треба да се игнорира за да може да се превенира и да се стопира навреме. Не можеме да ја вратиме сликата, но можеме да ја превенираме прогресијата на болеста. И исто така, она што е битно, одредени навики, значи, она што го спомнавме ни целиот разговор постојано, вежбите, јавување на лекар за да се направи добра диференцијација од каде и од што е потеклото, каде се грешава некаде. Некаде имаме, јас сум имала пациенти кои што постојано спијат на една иста страна, на страната на колкот, каде што има постојано воспалување, тука има една бурсит, се вика таа состојба, една кесичка која што е амортизациона, не е врзана во зглобот на колкот, меѓутоа боли како колк, странично. И така да некои одредени навики може да се и од помали до поинакви, да се видоизменат тежината, одредени вежби што може да се стават, начинот на подвижноста, па ако пациентката претходно кажа во левиот колк, па каде да го држи, треба во десна страна да го држи помагалото. Се тоа битни моменти, затоа што ако е десниот колк треба да го држи бастумот во лева рака. Тоа се битни моменти како некои од навиките можеме да ги промениме и со тоа да го намалиме напредувањето на болест. А доколку редовно ги применуваме, така ќе биде апсолутно ќе има. Јас пак ќе повторам дека само тие луѓе што вежбаат го имаат бенефитот и чувствуваат разлика од како ќе извежбаат олеснување, подвижност, малце поголема мускулна сила и подобра координација и водењето. Да. На самиот крај може ли да ги поздравиме групата на пациенти повозрасни кои утрово ви пратија порака дека редовно ќе ве гледаат и следат? Јас имам редовни пациенти, ги поздравувам моите Бранко и Лила и поздравувам сите што не гледаат затоа што навистина сум среќна дека и се јавуваат и постојано се договараме и постојано се следиме и ги поздравувам. Да. Ги применуваат сите оние препораки кои што така се возрастни, но се многу дисциплинирани. И затоа го чувствуваат и го имаат подобрувањето. Така. Ви благодарам, доктор Лила, за гостувањето. На вас за поканата. Да, благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.